Согласно дозволата за конзерваторски истражувања која од програмата на Министерството за култура за оваа година ја доби Националната установа Завод за заштита на споменици на културата и музеј Штип, во моментот се изведуваат конзерваторски истражувања на Саат Кулата. Ова го изјави директорот Митко Штериов и додаде дека повеќе од 30 години немало никакви активности на оваа локација. Овие истражувања всушност се подготовка за изготвување на проект за конзервација и реставрација на Саат Кулата, бидејќи се неопходни за аплицирање за финансиски средства. За таа цел, овие 20 на дена ќе се изведуваат конзерваторски истражувања во внатрешноста и во надворешноста на кулата, каде што сакаме да ја видиме состојбата на темелните партии. И после геомеханичките истражувања ќе се комплетира целокупниот проект и се надевам дека ќе побараме средства и од Министерството и од меѓународни проекти, па се надевам дека ќе успееме да обезбедиме средства каде што мислам дека некаде околу 80 до 100.000 евра би завршиле работа, би успеале да го активираме градскиот часовник и да конзервираме кулата, така да добиеме уште еден споменик на култура во градот. Саат кули како споменици од минатото постојат во многу градови и се нивни обележја. Исто и Штипската побудува сеќавања ке постарите штипјани, а со реставрацијата ке може да биде дел од туристичката понуда на градот. За тоа ќе треба посебен менаџментски план, дознаваме од Паула Ангеловска, апсолвент на Факултет за културно и светско наследство УНЕСКО во Германија, за која како студент приоритети е културното наследство да биде заштитено. Пред да се алудира на туризам и да се промовира нешто од туристички аспект, треба дефинитивно да има стабилен менаџментски план кој ќе осигури иднина за тоа културно наследство, а потоа и профит за самиот регион. Сум била дел од проекти кои вклучуваат менаџмент на културно наследство, но тоа е повеќе постконфликтно наследство, наследство кое е поврзано со индустријско наследство. Значи има различни типови на наследство и сега еве го имам тоа уникатна можност да присуствувам на ископување на нешто што датира уште од многу одамна. Штипската Саат кула, позната како бегова кула, постои од 1650 година. Била подигната како беговска одбранбена стамбена кула, а подоцна била пренаменета во Саат кула. Сега е под надлежност на Министерството за култура, односно Националната установа Завод и музеј Штип, откаде освен на овој објект се работи на реконструкција на црквата Свети Власие со средства од 190.000 евра обезбедени преку меѓународен проект, а ќе се работи и на реставрација и целосна реконструкција на тврдината Исар. Акцентот на оваа година е ставени на тие локалитети, односно на тие споменици, бидејќи сепак тоа се главните центри, главните споменици кои што го одбележуваат секој град. Оваа година исто така интензивно имаме покрај оние музејските проекти, имаме проект истражување на Петоапсидалната базилика во Крупиште и на локалитетот Пилавтепе во Торадовиш и проектите кои што ги имаме на археолошкиот локалитет Баргалат. Значајно е тоа што и во оваа ситуација со пандемијата, вработените во Штипскиот музеј работат на солидни проекти, за кои директорот Митко Штериов се надева дека ќе бидат завршени според предвидениот план.